Започна реконструкцијата на тротоарите, велосипедските патеки и уличното осветлување на улицата 11 октомври во Прилеп, во должина од 520 метри од двете страни на улицата, на површина од 2800 метри квадратни. Инвестицијата чини 9 милиони денари, а средствата се обезбедени со поддршка од Министерството за транспорт и врски. 2800 метри квадратни кои се разработуваат во име на подобрување на пешачката и на велосипедската инфраструктура на оваа улица и генерално подобрување на осветлувањето, односно доизградба и замена на постоечките светилки со нови, со тоа што уште еден момент плюс на овој дел од улицата е дека би имало дополнително осветлување и за пешачката патека, не само за коловозот. Искрено сум среќен што и овој проект е поддржан со средства од Министерството за транспорт и врски, интензивни градежни активности, изведувачот ветува дека многу брзо ќе биде завршен овој проект и дека прилепчани ќе можат да се движат побезбедно и на посовремено уредени површини за пешаците. Во иднина се планира паркингот кај зградата Табана да се приспособи за повеќе возила, затоа што повеќе нема да има паркирање на тротоарот како досега. Би сакал да испратам еден апел до жителите на непосредните објекти овде за домување кои што ги имаме на овој потек од градилиштето, да бидат трпеливи. Би ги замолил да ги повлечат своите возила на местата каде што се за паркирање, да ги тргнат од велосипедските и пешачките патеки и да им ослободат простор на изведувачот да се заврши побрзо и побезбедно работата. Бараме начин да го организираме дополнително овој паркинг во непосредна близина на овој колективен објект да добие повеќе места. Оваа реконструкција и подобрување на патната инфраструктура во иднина ќе се надоврзе на новиот кружен тек мостот Табана, каде што во моментов се гради ново минор корито на градската река. Се работи на поставување на ново корито кое што е продлабочено и кое што треба да ги прифати водите под идниот мост, а мостот е едно сериозно здание, широчина од 75 метри, и за да не оставаме простор, односно да не го намалуваме протокот на води и да не го нарушимо на 100-годишен просек кој што го има речното корито за кое што е проектирано, значи таму би добиле на интензитет градежните активности од која ќе се заврши работењето по минор коритото. Новиот мост се очекува да донесе големо растеретување на сообраќајот, кој што сега представува енормен проблем во овој дел на градот.